Повторно сме во студиото на Македонија денес, продолжуваме со нашите содржини. Најавив дека станува збор за интересни гости и интересни теми кои што ќе ги третираме во рамки на денешното издание на Македонија денес. Токму таква содржина имаме и во продолжение на емисијата. Останете со нас затоа што ќе зборуваме за промоцијата, премиерата на документарниот филм Еднакви, кој што вчера вечер се случи во Скопје во рамки на вечерите на женските права 2018. За оваа тема зборувавме и рековме дека месец март и целиот овој период ќе биде посветен на женските права. Токму поради тоа вчера вечер се случи и премиерата на документарниот филм Еднакви во режија на Владимир Митревски, а во продукција на Институтот за човекови права и Сектор Филм. Со филмот Еднакви се одбележува впрочем и 110 годишнината од борбата за родова еманципација на нашите борки Роса Плавева и Накие Бајрам. За тоа како помина проекцијата и зошто токму во овој период се објавува приказната за Роса Плавева и Накие Бајрам, разговараме во продолжение на емисијата со моите драги соговорници. На огромна чест и задоволство во студиото на Македонија денес Вера Коцо, судика во пензија и член на управниот одбор на Институтот за човекови права. Господја Вера, добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Чест и задоволство што сте тука, заедно секако со Антонио Плавевски од град Скопје. Ви благодарам што веднаш по промоцијата на документарниот филм Еднакви сте во нашето студио за да поразговараме токму за проекцијата и за тоа што всушност пред 110 години го правеа нашите борки Роса Плавева и Накие Бајрам. Певе господја Коцо, како помина вчера проекцијата? Дали сте задоволни од тоа што се случуваше? Секако задоволни сме сите, и гледачите, и организаторите на овој настан, и секако дека не треба да падне заборав на овие личности кои што многу допринеле во однос на еманципацијата на жените, на родовата еднаквост на жените. Двете борки, Роса Плавева и Накие Бајрам, се навистина жени за почит, на кои што треба да им се диват и младите, бидејќи во тоа време во кое тие делувале било многу тешко да се промовираат женските права и да се борат за остварување на она што значи право на жената. Токму така треба да се знае и да се запознае јавноста кои се всушност Роса Плавева и Накие Бајрам, жени кои што пред 110 години се бореле за своите права, подеднакво исто како и Роза Луксембург, секако на светски рамки. Во секој случај моментот дојде да се испромовираат. Вчера вечер се случи премиерата. Градот Скопје застана позади вечерите на женски прави и проекцијата на овој филм, заедно секако со канцеларијата на Обединетите нации и жените во Скопје. Антонио, вие веќе 9 пат стоите позади организацијата на вечерите на женски права. Секако ја давате поддршката како град, па еве и вчера вечер, благодарение на вас, можевме да го погледнеме документарниот филм Еднакви. Точно така, градот Скопје веќе по 9 пат и организира манифестацијата вечери на женски права, но овај пат, за среќа, се напушти досегашната традиција на проектирање на туги, би рекол, филмови, туги женски приказни. Иако борбата за женски права е универзална насекаде во светот, сепак филмот Еднакви, кој што е посветен на Роса Плавева и Накие Бајрам, е доказ дека и ние имаме еднакво вредна приказна како со останатите земји. Јас би рекол Роса Плавева и Накие Бајрам се на рамниште со Роза Луксембург и Клара Цеткин. Токму така, господја Коцо, јавноста не е запознаена за Роса и за Накие. Како делуваа вчера на самата проекција? Беа ли сите воодушевени од самата приказна која што се сподели благодарение на овој документарен филм? Беа одушевени, посебно во салата имаше млади луѓе кои што навистина беа многу заинтересирани за она што го работеле двете борки, Роса Плавева и Накие Бајрам. Меѓутоа, не само младите, имаше и од постарата генерација присутни кои што, за жал, не знаат што работеле тие две жени. Токму овој филм ќе допринесе да во јавност се обзнани она што тие двете го правеле и како, на кој начин успевале да се изборат. Неизиниот роднина, внук, мислам дека и беше, кажуваше како таа дури комуницирала со Роза Луксембург и се обратила и писмено и добила некаков одговор од неа, меѓутоа била фатена од тогашните власти, па морала да го изџвака тоа писмо за да не го фатат кога го добила тоа писмо. Значи и другата господја
Накие Бајрам, исто така многу допринела за еманципацијата на жените, посебно на жените од муслиманската националност, бидејќи во тоа време жените носеле фередже, таа се залагала да фереджето биде симнато и да они го добијат своето место во општеството. Колку беше тешко да се трага и да се дојде до сите овие податоци за Роса и за Накие? Од каде се ги црпеа информациите, од каде се секако се добијат точните податоци за тоа како тие во тој период делувале? Според нашите информации, прва која што се залагала да ја истакне нивната приказна била професорката Вера Весковиќ Вангели. Уште пред 30 на 40 години работела на таа приказна и во филмот се гледа дека во бившата СФРЈ постоело интерес за нив и имале некое место во општеството. Биле спомнувани во списанија, во весници, сепак се зборувало за нив, но некако нивната борба стихино го губи своето место, посебно во нашата историографија. Пред повеќе од 10 години уметницата Кристина Ивановска повторно го алармира нивното значење. Дури тогаш има и една иницијатива за преименување на мост Роса Плавева и Накие Бајрам, еден од мостовите на реката Вардар, за кој што верувам дека можеби следниот период, можеби тие ќе го добијат вистинското место. И денес, еве, иако 110 години после нивната борба, можеби доцна, но не предоцна да се афирмира повторно нивното значење за нас. И сигурно дека преку нивниот лик и нивното дело, господја Коцо, ќе може да се едуцираат и младите, благодарение на тоа што филмот своите проекции ќе ги има по средните училишта во главниот град, да се надеваме понатаму дека и пошироката територија на Македонија ќе има можност да го погледне и пошироката јавност. Значајно е уште од најмала возраст, баш можеби и во тие години тинеџерски во средното образование да се запознаат младите со борбата на овие наши две борки за родовата еманципација. Сметате ли дека тоа ќе допринесе во подигање на свеста од потребата за родова еднаквост? Денешната младина, заангажирана со своите проблеми, секако дека немала можност, а уште повеќе што ова не било обелоденото, да знае што правеле жените во тој период, особено овие две борки за кои зборува филмот. Секако овој филм ќе допринесе многу во едукацијата на младите и затоа одлучивме да овој филм биде прикажан во средните училишта. Секако дека младите во поглед на она што значи еманципација на жените, во однос на она што значи родовата еднаквост, се воспитуваат уште во домашните услови. Многу е битно семејството како ќе ги воспита тие млади луѓе и како тие понатаму ќе се движат во животот и што за нив ќе значи родовата еднаквост во однос на мажите и жените. Овој филм ќе допринесе за едно такво сознание на младите луѓе во школите и секако, иако сега е одлучено овој филм да се прикажува во 10 средни училишта во градот Скопје, сепак ќе се залагаме да овој филм добие виза и да се прикаже во другите градови во Македонија, бидејќи навистина на тој начин ќе се популаризира борбата на овие две жени, но и ќе се зголеми сознанието на младите луѓе во однос на тоа што значи еднаквоста меѓу мажите и жените. Да, токму така многу значаен може да биде овој филм во покренувањето на свеста и размислувањето на младите за улогата и еднаквоста на жените. Градот Скопје, како што кажавме, 9-ти пат стои позади ова. Антонио, како дел од градот Скопје, токму на оваа тема, родова еднаквост, би сакала и вас да ве запрашам, сметате ли дека во нашиот град, во градот Скопје, во нашата држава, постои родова еднаквост или пак се уште зборуваме за таа нееднаквост на половите во однос на позицијата, вработувањето, улогата на жената во денешниот свет? Како представник на машкиот пол. Еве конкретно во град Скопје, иако жените се позастапени во администрацијата, но сепак, за жал, многу помалку се на раководни позиции. Но радува фактот што има позитивен тренд и се оди кон тоа да се намали тој јас на родова нееднаквост. Еве, например, нашата председателка на Совет е жена. Така што има напредок. Има напредок во секој случај. Иако
на ниво на Република Македонија би рекол дека се уште сме многу назад. Вчера модераторката Ана Јовковска искажа неколку податоци. Например, многу повеќе се магистри жени, многу повеќе се доктори на науки жени, а многу помалку се жени на раководни позиции. Еве може само да погледнеме, например, имаме 5-6 жени градоначалнички, што е поразителен факт. Но сепак, еве за разлика од претходниот состав на локалната власт е напредок. Да, треба уште многу да работиме, но мислам дека ако сме посветени кон тоа прашање, ќе успееме. Да, дефинитивно треба да се избришат бариерите помеѓу половите, да не постои таа нееднаквост. Во вашата судска фела, па тука можеме да кажеме дека голем број на судии се токму жени, но иако... Точно така. Во фелата од која јас потекнувам, голем број се на жени, поголем број отколку што се мажите застапени во судството, не само во администрацијата и во редот на судиите. Меѓутоа, многу беше ретка појава во изминатиот период, зборувам, да председателското место го има жена. Тоа место вообичаено се препушташе на мажите. Меѓутоа, во последниве години веќе и тоа се промени, па беше жена председател и на Врховниот суд, да не зборувам за останатите судови. Еве повторно во апелација жена е председател, односно веде председател, но и претходната беше жена, така да работите се менуваат на подобро, барем во оваа сфера на нашето живење. Меѓутоа, мора да се каже дека оние места кои значат нешто во општеството, дали се работи за сферата на науката, политиката или било каде, сепак жената не го добива како прва тоа место, ако конкурира заедно со некој маж. Вообичаено е мажот да го добие тоа место, иако квалитетите на едниот и другиот може би се подеднакви, а може би кај жената да се подобри. Но сепак се уште се судираме со овој проблем на повеќе полиња во нашата држава, што мислам дека и надвор не е многу поразлична состојбата. Постојат ли кај нас и колку населението е запознаено со законите кои што ја регулираат дискриминација? Има доста закони донесени во нашата држава, како што е законот за еднаквост меѓу мажите и жените, за родовата еднаквост, потоа законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што генерално ги уредува прашањата на дискриминацијата. Значи, од аспект на легислативата, мислам дека не е голем недостаток, меѓутоа, свеста на имплементација на тие закони е многу проблематична. Имено, иако е промовирано дека како треба да се однесуваат сите во нашето општество во однос на она што значи емансипација и просперитет на жената и нејзиното место, дали ќе го добие она заслужено место. Меѓутоа, многу тешко некако тие работи се имплементираат во она што значи содржина на нашето живење. Но она што би сакала да ве запрашаме, како можеме да ја докажеме дискриминацијата? Дискриминацијата е многу тешка за докажување, од причина што жртвата на дискриминација тешко се решава, пред се тешко се решава да го изнесе својот проблем јавно и да оди да побара од некого помош. Уште повеќе што таа треба да докаже дека била дискриминирана. Но за среќа, ова се измени веќе и во легислативата, веќе товарот на докажување се префрли на другата страна. Доволно е жената само да се јави во Комисијата за заштита од дискриминација или да поведе судска постапка или да се јави кај јавниот правобранител. Независно, постојат значи органи кои ја штитат овие права на жената, ги штитат. Но проблемот е да ја жената ослободиме да сама појде и пред овие институции го изнесе својот проблем. Товарот на докажување, повторно ќе кажам, сега е веќе на страната на оној што ја извршил дискриминацијата, што значи олеснување за докажување на на овие акти на дискриминација. До сега се докажало ли некој? Има ли некој Па жените ретко се одлучуваат на овие изјави, меѓутоа во однос на
добивање на работа. Обично тоа се во работните спорови се приметува дека жената била дискриминирана кога барала работа или кога требало да завземе некоја позиција или било што. Значи, во работните односи дискриминацијата е доста застапена и најмногу случаи има во тој дел од овие случувања. Во работните спорови дури имаше еден извештај на Комисијата за заштита од дискриминација, каде што, доколку ме држи меморијата, некаде 41% од споровите биле во смисла на тоа дека била вршена одредена дискриминација врз жената во текот на нејзиното работење. Така. Постои ли национална стратегија кај нас за родова еднаквост и дискриминација? Постои национална стратегија и на ниво на државата и на ниво на градот Скопје постои таква стратегија. И добро е што постои да се осознаат сите оние прашања кои што ја тиштат македонската жена, да се промовираат сите оние проблеми и да се извадат на виделина, да се започне со една активност која што ќе значи подобрување на животот на жената, која што не е само обична жена, туку е и мајка, и домаќинка, и водител на многу важни функции во државата, да се таа жена доведе на едно равниште со мажот. И сепак мислам и дека и денеска улогата на мажот во нашето општество е многу полесна отколку улогата на жената. Таа треба да биде водач во семејството, а треба да покаже и колку е способна за да биде и нешто друго. Што значи дека си наметнуваме можеби и многу поголеми обврски со таа наша родова еднаквост, но во секој случај жената се покажала доволно јака, доволно храбра и низ историјата дека целиот овој товар може да го носи на грб и при тоа секако да биде и добра мајка, успешна домакинка, добар стручњак и професионалец во својата професија и да се носи гордо со сите предизвици кои што стојат пред неа. Роса и Накија секако се еден доказ од нашата историја, нешто ликови кои што ќе треба да ги зачуваме, приказни кои што ќе треба да ги споделуваме на нашите најблиски, се со цел децата и младината да ја научат улогата. Еве и ние повозрастните кои што за прв пат се сретнуваме со ликот и делото на Роса и Накија, благодарение секако на вечерите на женски права. Антонио, кои се очекувањата од тебе во однос на родовата еднаквост во градот и во Македонија? Сметаш ли дека вакви настани може да подобрат во подобрување, да подобрат сликата? Секако дека ваквите настани придонесуваат и тоа како да се подобри родовата еднаквост. Но јас би рекол дека не само жените, туку и ние мажите треба да рамо до рамо со нив да застанеме во борбата за намалување на јазот на родовата нееднаквост, односно борбата не може да престане додека не бидеме целосно еднакви. Да, јас тоа велам, нема посилен пол, понежен пол или поубав пол, еднаков пол треба да биде, затоа што доволно се силни и жените како и мажите и секако и мажите се доволно убави како и жените. Се согласувате ли, господи Коца? Сигурно дека е така. Биолошката различност ќе постои, тоа е сватливо и нормално, меѓутоа она што значи нешто што ќе го карактеризира како машкиот, така и женскиот пол мора да излезе на виделина и да оние квалитети што ги поседува жената сепак бидат на некој начин признати од денешното општество. Не само па и од своите деца, и од пријателите, и од сите чинители на ова општество. Жената не е само мајка, ќе речам и баба, и се она што го прави убав животот. Да, жената е многу повеќе од само тоа. Да. Антонио, во град Скопје каква е функцијата, односно каква е релацијата помеѓу оние кои што се помеѓу мажите и жените, колку се слуша гласот на жените и колку знаат да биде пресуден во донесување и на одлуки кои што секако се донесуваат кај вас во Советот? Апсолутно, родовата еднаквост е на највисоко ниво во град Скопје. Во поглед на политиките кои што градот ги спроведува, така што ние не се делиме на мажи и жени, туку се делиме на некој што може да ги изврши работните задачи. Продуктивни и непродуктивни. Така што за нас таа граница, таа бариера на род не постои. Да, накратко само кон крајот на разговорот, господја Коца, кои се идните планови и активности кои што Институтот за човекови права ќе ги превземе во однос на родовата еднаквост и недискриминацијата?
Институтот за човекови права, првенствено неговата дејност е заштита и промоција на човековите права воопшто. Се занимаваше со оваа проблематика институтот и порано во однос на правата на образование на девојчињата ромки, кои што беа навистина запуштени и нивната средина не го овозможуваше нивното понатамошно школување, сметајќи дека на тие деца не им е потребно многу школа, дека можат да се задоволат и сосема со ниско образование или без образование. Тука направивме доста истражувања и одевме дури и по школите да ги анимираме како нивните родители, така и пошироко, дека тие деца имаат право да бидат школувани и да завземат свое место во ова општество. Понатаму се вршеа разни промовирања на човековите права преку овој институт. Во однос на родовата еднаквост, сега после овој настан, се предвидена недела на вечерите на женски права, која што ќе биде некаде од 26 мај до 31 мај оваа година. И секако продолжуваме со она што е наша работа, односно заштитата на човековите права генерално и секако во овој аспект заштита на женските права. Јас ви благодарам што денес бевте дел од Македонија денес. Поразговаравме за документарниот филм Еднакви за улогата на Роса Плавева и Накие Бајрам. Верувам дека филмот ќе се прикажува доста долго и ќе го погледнат сите оние кои што сакаат да дознаат приказната и борбата која што тие ја воделе пред 110 години за родова емансипација. Ви посакувам многу успех во работата, па во некоја следна прилика кога ќе се видиме статистиките да велат малку подобра верзија да има на тоа колку жени се на раководни позиции и каква е улогата која што жената денес ќе ја има во Македонија. И ние ви благодариме и се надеваме дека ова нема да биде заборавено. Да се надеваме дека нема да биде заборавено. Ви благодарам уште еднаш и драги гледачи, вам ви благодарам што со внимание го проследите разговорот со моите драги соговорници господјата Вера Коцо и Антонио Павловски. Во секој случај тука го се одјавуваме од овој дел од емисијата со една музичка номера. Секогаш сме тука нели со македонската музика да ве расположиме и да ве релаксираме, па да ги погледнеме најновите вести од земјата и светот за да се вратиме во студиото со уште содржини во денешното издание.